Вести на Канал 8. Добар ден. Полицијата откри лице од Кочани кое со возило вршело нелегален превоз на мигранти. Против него се преземени законски мерки, а мигрантите се задржани за понатамошна постапка. Неуспешен бил обидот на лице од Кочани да оствари заработувачка со нелегален транспорт на мигранти од Блискиот Исток, кои имале намера да го продолжат патувањето кон западноевропските земји. Во понеделникот, околу 22 часот, на автопатот Гевгелија-Скопје, на делницата во близина на Валандово, мешовита патролна полициска екипа запрела патничко моторно возило марка Рено 19, што го управувал 21-годишниот АВ од Кочани. На полицајците им било сомнително што автомобилот со поголема брзина од нормалната се движел без регистерски ознаки, пошто било побарано да се направи контрола. По запирањето било откриено дека во автомобилот, освен возачот, се наоѓале уште 11 патници, односно мигранти од Иран. Со оглед што тие нелегално влегле во Македонија и притоа се обиделе да транзитираат низ државата, биле приведени во полициската станица во Воландово и заедно со возачот од Кочани се предадени за понатамошна законска постапка. Од Министерството за земјоделство ги потсетуваат сточарите дека истекува рокот за барање субвенции за продаденото млеко за минатата година. Истовремено, до крајот на јуни тече рокот за барања за финансиска подршка на земјоделското производство. На 15 мај истекува рокот за поднесување барања за директни плаќања за произведено и продадено овчо, козјо и кравио млеко во периодот од октомври до декември 2015 година. Барањата се поднесуваат до подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде што е извршена регистрацијата на земјоделското стопанство. Како доказ за продаденото млеко се доставуваат откупни белешки издадени од преработувачки капацитети, што се запишани во регистарот на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло, потсетува преку соопштение Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Висината на поддршката изнесува 3,5 денари по литар млеко. Министерството за земјоделство ги потсетува земјоделците и за можноста да поднесат барање до 15 мај за директни плаќања за несилки внесени во капацитетот за производство на јајца во периодот од октомври до декември 2015 година. Висината на поддршката изнесува 100 денари за купена и внесена несилка во одгледувалиште на кокошки несилки за производство на јајца. Барањата се поднесуваат во писарницата на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, лично или по пошта. Агенцијата исто така ги известува сите земјоделски стопанства дека поднесувањето на барањата за финансиска поддршка во земјоделството е во тек и ќе трае до 30 јуни. Во овој период се поднесуваат барања за поддршка за растително производство, односно за површини со поледелски и градинарски култури, за одржување лозови и овошни насади, како и за производство на сертифициран семенски и саден материјал. За прв пат од оваа година барањата можат да се поднесуваат и по електронски пат со пристапување во системот преку веб страницата на Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој. 10 мај во светот се одбележува како ден за заштита на птиците. Во Македонија се уште има малку активности на тој план, поради што познавачите на состојбите велат дека за една деценија во државата исчезнале 30 видови птици. Повеќе видови орли, мрашојади и други крупни птици што живееле во Кочанската котлина можат да се видат само на фотографија. Во природата ги нема, затоа што како видови се изгубени за секогаш под влијание на факторот човек. Ваквиот процес започнал пред неколку децении, кога бил и најинтензивен, но продолжува и денес, бидејќи не се преземени никакви мерки за запирање на деградацијата на природната средина. У нашето подрачје за непуни 8 години исчезнаат 29 видови птици, што е една голема катастрофа за нашето подрачје. Однема у нашето подрачје 7 видови растенија, кои беа исклучиво присутни у нашите оризишта, сега ги нема. Исчезнаа повеќе видови риби кои тука им растеа, сега нема трак од нив. Најголем број од животинските видови се исчезнати во периодот од 1968 до 1974 година, односно веднаш по изградбата на хидросистемот Брегалница, со што бил нарушен природниот баланс. Не се преземени никакви мерки за да се остават така наречени мали оази, во кои ќе можат птиците да се размножуваат. 2 вида мршојади меѓу најголемите на светот,
тука орелот крсташ, орелот зајчар, златниот орел, сега јастребот пеач, соколи, ластовичар, сокол и така натаму, тие ги веќе нема. А што се однася до вегетацијата, нема ја нашата црна ела, водна ела, она само тука живееше, нега веќе нема во нашиот крај. Имаше врби, уникатни, црвена врва, бела врва, нема ги више во нашиот крај. Поради специфичниот начин на одгледување на оризот како земјоделска монокултура, при што се користат хемиски препарати за заштита и прихранување, снемува и храна за нив, што е втора главна причина што доведува до нивно постепено исчезнување. Сдруженијето Јосип Броз Тито од Кочани се подготвува за одбележувањето на 25 мај, роденденот на неговиот патрон. Интерес за прославата има и од странство, па присуство во Кочани и снимање на настанот најавиле од Јапонската национална телевизија. И годинава членовите на Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани ќе го одбележат 25 мај, роденденот на нивниот патрон и денот на младоста во поранешна Југославија. По недонешниот престој во Белград и посетата на гробот на поранешниот маршал и на неговата сопруга, кочанските титовисти оствариле повеќе средби со своите колеги од балканските земји, а интерес за нивните активности имало и од странство. Имав прилика повеќе од 10 минути да дадам едно интервју за агенцијата Associated Press на гробот на Тито, кое што ми поставуваше одредени прашања на кои што јас одговарав. И исто така, таму во Белград се сретнавме со екипа од Јапонската национална телевизија и разговаравме и се договоривме тие ќе дојдат специјално тука за 25 мај да регистрират нашата активност околу организирањето на штафетата на нашиот сакан претседател Јосип Броз Тито. Вообичаено, како и во изминатите години, кочанските следбеници на Титовото дело ќе организираат дефиле низ Кочани и низ останатите населени места во регионот, а потоа на платото во трговскиот центар ќе се одржи свечена програма со примопредавање на штафетата, символот на некогашното југословенско заедништво. Инаку, на годинешниот 25 мај се навршуваат 124 години од раѓањето на маршалот и претседател на поранешна Југославија, кој, иако во децениите што следуваа беше оспоруван, сепак голем број негови современици се сеќаваат на времињата кои за нив биле многу подобри од денес. Втори во државата. Голем успех постигна учениците од основното училиште Никола Карев од Кочани на државниот надпревар за хорови и оркестри што се одржа во Кавадарци. Ова представува голем стимул за учениците за поголем труд во иднина. Откако добро се покажаа на регионалниот надпревар и го освоија првото место за изведба на хорот и оркестарот, учениците од основното училиште Никола Карев постигнаа голем успех и на државниот надпревар за хорови и оркестри, што се одржа од 5 до 7 мај во Кавадарци. Напорно работеа под менторство на наставникот Кирчо Крстев. Настапивме со задолжителни композиции за хорска изведба, кои беа дадени за да со надпреварувачки карактер и тука ги освоивме бодовите, значи 82 бода, тоа е на рангот на второ место во Македонија. Истата награда ја зедовме и со оркестрите, значи втора награда во Македонија. Хорот го сочинуваат 40, а оркестерот 20 ученици. Ова представува голем успех за учениците од Кочанското училиште и стимул за поголема работа понатаму со амбиции за освојување на првото место следната година. Специјална награда за учениците од основното училиште Никола Карев на меѓународниот фестивал Марковденски средби за деца и поети, што се одржа во општина Бачка Топола, Република Србија. Фестивалот се одржа под мотивот Детство обединето за различности. Учениците од основното училиште Никола Карев учествуваа на 8-те меѓународни марковденски средби на деца и поети. Станува збор за меѓународен фестивал што се одржа од 6 до 8 мај во село Панонија, општина Бачка Топола, Република Србија. Под лајт мотивот Детство обединето за различности, фестивалот ги собира најпознатите поетски, музички и сликарски имиња од просториите на бивша
При тоа зедо учество околу 2000 деца од просторите на бивша Југославија, односно од Србија, ученици од училишта во Црна Гора, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Република Српска, како и Македонија. Целта на фестивалот беше да се поттикне детското творештво, да се промовираат творечките способности на најмладите, да се негува мултиетичноста, како и да се популаризира престојот во природа во срцето на Бачка Топола. Фестивалот служи за естетизирање и едукација на младите. Програмата се изведуваше на Панонскиот парк, збогатена со многу содржини и со учество на познати личности од културниот живот во Србија, Босна и Хрватска, како што се поетите Раша Попов и Тоде Николетик, глумецот Бодан Инковик, пејачите Милан Станковик и Ана Бабик и други. Учениците се надпреваруваа во 8 категории. Нашите ученици со своите творбички учествуваа во една категорија, тоа беше категоријата стиховање, поточно на македонски, значи создавање на литературни творби, поезија и проза, и при тоа освоија навистина се добија со добри награди и признанија. Меѓу другото, Натали доби специјална награда, ученичката Натали Веселиновска доби специјална награда за незиното поетско остварување Сонце во сончогледот. Понатаму Верица Карова доби пофалница за незиното поетско дело, поетска творба на тема Сонце во сончогледот, а Јована Благонова доби трета награда во категоријата проза, најубав расказ. Јас сум Натали Веселиновска, ученичка од 604 оделение во основното училиште Никола Карев. Јас ја добив специјалната награда во конкурсот во Панонија за песната Сонце во сончогледот. Јас сум Јована Благонова, ученичка од училиштето Никола Карев во Кочани и добив трета награда на фестивалот во Бачка Топола на тема Сонце во сончогледот. Јас сум Верица Карова и јас учам во училиштето Никола Карев. Јас добив пофалница на тема Сонце во сончогледот. Ова не е единствен успех на учениците од основното училиште Никола Карев на меѓународно ниво. Пред известно време се вратија со освоени специјални награди на меѓународен фестивал во Трст, Република Италија. Трето место за оркестарот на основното училиште Малина Попиванова на државниот надпревар за хорови и оркестри што се одржа во Кавадарци. На надпреварот учествуваа 22 најдобри оркестри од државата. Во силна конкуренција од 22 најдобри оркестри од државата, оркестарот на основното училиште Малина Попиванова Кочани го освои третото место. Се надпреваруваа во повеќе категории: мешани оркестри, мандолински и орфови, каде што учениците од основното училиште Малина Попиванова се надпреваруваа во третата категорија орфови оркестри под менторство на наставничката Кристина Петрова. Оваа година на државниот надпревар преку оркестарот ние го зедовме третото место, бидејќи имавме овде многу голема конкуренција под менторство на наставничката Кристина Петрова. На регионалниот надпревар исто така ги освоивме двете први места со оркестарот и со хорот. Ние сме многу задоволни бидејќи ова за нас е големо искуство, зашто можевме да се надпреваруваме со многу успешни хорови од Република Македонија. Надпреварот е во организација на Сдруженијето на музичките педагози на Република Македонија како лиценцирано здружение од страна на Министерството за образование и наука. Второ место на републички надпревар по географија и трето по математика за учениците од основното училиште Малина Попиванова. Учениците од основното училиште Малина Попиванова постојано редат успеси на регионално и државно ниво. На републичкиот надпревар по наставниот предмет математика одржан на ден 7 мај 2016 година на ФЕИД Скопје, ученичката Теодора Санева од 7-3 оделение под менторство на наставник Лилана Цветанова го освои третото место. На истиот надпревар учествуваа и учениците Ана Даневска 9-3 оделение и Сара Стоилкова 7-3 оделение, кои што исто така постигнаа успеси. Учениците од основното училиште Малина Попиванова учествуваа и на републичкиот надпревар по географија што се одржа на Природно-математичкиот факултет во Скопје и го освоија второто место. На тој надпревар учествуваа ученичките Тамара Трајчова и Анастасија Донева, каде што ученичката Тамара Трајчова е во групата на второ наградени под менторство на наставникот Драги Рашков. Следува информацијата од спортот.
8 медали освоија членовите на карате клубот Партизан на меѓународен турнир во Скопје. Тоа е голем успех за кочанскиот спорт, посебно што се работи за млади талентирани каратисти, од кои доправа се очекуваат добри резултати. Членовите на карате клубот Партизанот Кочани повторно забележаа одличен успех. Вкупно 8 медали освои 9 члената екипа која учествуваше на меѓународниот карате турнир Солидарност 2016, што се одржа во Скопје. Вкупно 519 надпреварувачи од 44 карате клубови од Македонија, Србија и Бугарија беа учесници на овој турнир, на кој имаше силна конкуренција. Потврда за успешниот настап на нашите млади каратисти е што тие од турнирот се вратија со 3 златни, 3 сребрени и 2 бронзени медали. При тоа, со злато се закитија Роберто Здравковски во категоријата до 45 кг, Мартина Шахинова во категоријата до 47 и Ѓорги Петров до 50 кг. Согласно пропозициите на турнирот, на Здравковски му беше овозможено да настапи и во категоријата каратисти родени 2002 година со тежина до 52 кг. Во оваа категорија, тој исто така имаше успех и го освои сребрениот медал. Освен него, втори места и сребрени медали освоија и Василија Христик за каратисти од генерацијата 2000-2001 до 59 кг, како и Кристијан Грозданов од генерацијата 2004 до 40 кг. Уште двајца кочански каратисти имаа успешен настап во Скопје и освоија трети места и бронзени медали во своите категории. Најпрвин Благоја Тасески во генерацијата 2005 до 35 кг се закити со бронза, а потоа тоа го повтори и неговиот клубски другар Ангел Митев за каратисти родени 2003 година во категоријата до 50 кг. Вестите завршија, екипата на Канал 8 ви посакува пријатна вечер. Довидување.